Која мајка сака да си го гледа детето како и умира од дрога? Оваа мака ги мачи Шехерзад и Рафаела, мајки на двајца малолетници, Джингис 14 годишен и Акиф 9 годишен, кои имаат речиси исти животни приказни. Дуваат лепак по скопските улици, а најверојатно се зависници и од потешки дроги. Свесни дека се немоќни, бараат помош од институциите. Не во пакетчиња облека и храна, туку сериозен институционален третман за нивните синови, со поглед што вреска од болка и солзи во очите, не пречека и не испратија, и двете со една порака: очајно ни треба помош. Джингис и Акиф се две деца од различни семејства и со по 8 деца, но со иста трагедија. Живеат во центарот на Скопје, едните во остатоци од стара куќа, руина во кисела вода, другите во импровизираното картон маало во паркот кај Јужен булевар. Кај семејството на Акиф не пречека неговиот очув со најмалиот брат Саваш, полугол на минусни температури, но со насмевка и очи од кои блика радост. И не можам јас да трчам по него, бидејќи јас сум болна од астма, од тумбур. Он си бара телевизор, вика, јас сакам да гледам телевизор, вика, цртани, обат. Повише се врти од Трговски Шекерзадат, има тајна телевизија, и таму си гледа филмови. Цело време таму со лепаки си дуи си гледа телевизор. Мајката на Акиф честопат има проблеми со социјалното и со полицијата, бидејќи детето краде, пита и често страда во тепачки. Сите деца на Рафаела дувале лепак од мали, заедно со бившиот сопруг, нивен татко, кој бил зависник од дроги и е во затвор. Некои пораснали се откажале, но не и малиот Акиф, кој е најпроблематичен. Ова семејство живее од 2900 денари социјална помош, а остатокот неопходен за барем еден оброк дневно го набавува низ скопските контейнери. Во картон маалото во паркчето на Јужен булевар силно одекнуваше болката на неговата мајка Шехерезада, која последната сламка за спас на синот ја виде во нас. И таа барала институционална грижа, ама за жал досега не ја добила. И Джингис од мал дува лепак, краде и питачи, за да го набави од пазарите, и често е тепан во уличните тепачки. Којата мајка сака дете како умира, во твои очи. Судбината на овие две деца, чиј живот наместо нагоре кон облаците, одамна се втурнал во амбис, ја делат стотици деца низ Македонија. Најголем дел се роми, но и од други заедници, и речиси никој од нив не посетува училиште. Но ниту овие загрижувачки податоци досега не дадоа плод за институциите системски да почнат со решавање на овој проблем. Најчесто грижата за нив останува на родителите, кои речиси секогаш имаат изгубено секаква контрола врз нив. Останаа грутката во грлото и надежта дека ниту едно дете во земјава веќе нема да стане нов наркозависник, а улицата нема да му биде дом.